Добар ден, предстои најновото издание на Телма амбуланта. Иако најчесто се поврзува со карцином на грлото на матката, човечкиот папиломавирус може да биде причина и за други малигни заболувања. Зошто кај некои лица инфекцијата со ХПВ исчезнува спонтано, а кај други доведува до развој на рак? И како можеме навреме да се заштитиме? Кои видови на карцином се поврзуваат со вирусната инфекција со ХПВ, ќе појасни професор доктор Игор Алуловски, гинеколошки онколошки хирург. Разговорот следува веднаш по блокот реклами. Останете на Телма, бидејќи ќе имате можност да добиете корисни информации на оваа тема, а и да поставите ваше прашање во програма. Кои видови на карцином може да ги предизвика ХПВ инфекцијата? Ова прашање денеска ќе ни го одговори професор доктор Игор Алуловски, субспецијалист по гинеколошка онколошка хирургија од Универзитетската клиника за гинекологија и акушерство во Скопје. Професоре, добро дојдовте во Телма амбуланта и добар ден. Добар ден, добро ве најдов, благодарам за поканата и секогаш ми е драго да учествуваме да кажем, ова е работа која што често пати спомнувана и е претпоставам интересна за гледачите. Поздрав и до вашите гледачи секако на Телма телевизија. Тема која што не застарува, сакам да кажам, се уште е многу актуелна и генерално земено, па и кај нас и на светско ниво. Мислам и на ниво на конгреси, на сите тие симпозиуми, и доскоро имавме практично и кај нас еден таков сличен симпозиум, каде што се уште се дискутира како сериозен проблем. ХПВ инфекцијата самата по себе, главно врзана се уште со цервикалниот карцином, ама како што спомнав во вашиот вовед, ќе предискутираме малку и за малку пошироката слика. Така, апсолутно, да. Вирусите се секаде околу нас, дел од нив ќе дојдат и ќе си заминат. Повеќето остануваат трајно меѓу нас, некои создаваат и сериозни проблеми, таков е ХПВ вирусот. Што точно знаеме за хуман папилома вирусот, односно за човечкиот папилома вирус? Да. Колку типови до сега се детектирани? Па вака се, значи, да, вирусите се присутни, тие во суштина постојат на земјината планета и пред човекот, практично, генерално земјата, така да ние сме, некако се вклопуваме во неговото функционирање, како домаќини, условно земено. При тоа, вирусите знаат да предизвикаат болест, некојаш има и корисни ефекти. Меѓутоа, како и да е, таа некаква континуирана борба помеѓу човечкиот организам, генерално земено, имунолошкиот одбранбен систем и различни инфективни агенси со кои што се справуваме секојдневно, буквално на различни начини. Што се однесува конкретно до ХПВ или хуман папилома или човечкиот папилома вирус, значи постојат преку 200 различни видови на, тоа е една огромна фамилија папиловавириде со подгрупови конкретно хуман папилома вирус, самото име, терминот упатува на тоа дека се работи за вирус кој што тенденцијата има да предизвика одредени состојби, заболувања или да живее кај човекот. Во човечка популација има такви папилома вируси или папиловавириде кои што живеат и во животинска популација. Ама тоа нас во моментот не интересира. Сега таа огромна бројка, значи еден добар процент се предизвикувачи на одредени состојби и заболувања кај човекот, се делат во две големи вакави групи, за да биде појасно за вашите гледачи, значи на нискоризични и високоризични вируси. Од посебен интерес ни се високоризичните вируси, затоа што се токму тие кои што имаат потенцијал да предизвикаат малигни заболувања и затоа се тие посебна тема ни интерес. Секако и одредени нискоризични вируси ни интересираат од аспект што предизвикуваат и друг тип на состојби, промени, брадавички, така наречени генитални брадавици, кои што секако се проблем. Меѓутоа, повеќе некако се дава внимание на високоризичните вируси и тие се тие кои што гледаме да ги детектираме навремено, да ги фатиме при тестовите и испитувањата, се со цел да може да се преземат навремено мерки и активности пред да дојде до некои несакани последици. Колкав е бројот на високоризичните ХПВ вируси? Значи голем е бројот. Кои се најонкогени, односно кои имаат најголем капацитет да создадат малигни промени на така е. Ќе набрам неколку вака што се најчести се вклопени во оваа актуелната вакцина против на ХПВ. Тип 16 и тип 18 се секако најдоминантни, обично на нив се практично акцентот дефинитивно.
И во поглед на детекцијата и во поглед на зошто нив ги бараме. Затоа што потоа тука да ги брам 33, 35, 45, 59, 53 и така натака, значи има огромна бројка. Тип 6 и 11 се на пример најчесто нискоризични вируси, нив ги има во склоп на ова ХПВ вакцината. Затоа што во преку да речеме 70-80% од карциномите, конкретно цервикалниот карцином го земам за пример, затоа што тука почнува и приказката околу улогата на ХПВ-то и неговата моќ да предизвика карцином. Значи да е во таа група на канцерогени, односно онкогени вируси. Затоа што во цервикалниот карцином, во клетките на цервикалниот карцином доминираат овие ХПВ вируси. Значи токму заради тоа е интересот. Другиот се застапени во помал процент. И затоа е алудирањето најчесто тип 16 и тип 18, посебно да речеме се тоа да ако правиме некаква поделба по клеточниот тип на карциноми, значи сквамозно клеточен карцином, таму доминантно тип 16, има и аденокарцином на грло на матка, значи на карцином кој се развива на слузницата на цервикалниот канал, таму па доминантно некој пристан ХПВ тип 18. Секако и другите што ги набројав, меѓутоа овие два некако доминираат во популацијата. А кај пациентките кај нас во Македонија? Кои типови најчесто доминираат? Со кои бројки најчесто се среќавате кога ќе се направи анализа? Апсолутно. ХПВ тип 16 е секако доминантен, тоа на светско ниво. ХПВ тип 18 многу често го спомнуваат во западноевропските земји, например во Македонија не е на второ место по доминантен вирус. Во Македонија повеќе се доминантни тип 33, 35, ХПВ тип 18 е негде пониско. ХПВ тип 53 многу интересен, многу често го фаќаме, сега често пред некој ден бевме во дискусија во Скопскиот регион. Условно земено, може вие да направите на ако се земе територијално, да. Значи може, конкретно зависно од тоа каде се појавува, каде е доминацијата, така да ние сме некако на таа спрегови 33-35 се гикаат некои азиатски типови. Ние сме некако на средината на разминување на популации. Во Европа, например, тип 16, тип 18 е на второ место доминантен, па се другиве 33, 35 и така натаму. Значи, сакам да кажам дека тоа се правени големи епидемиолошки студии за да може да се процени кои типови доминираат. И сега на основа на тоа понатака и е развојот конкретно на ХПВ вакцината. Значи првично се тргна со 4-валентна заради доминантните два нискоризични, два високоризични 6-11, 16-18, за да сега веќе зборуваме за 9-валентна вакцина каде што се вклопени овие другите високоризични вируси, затоа што тенденцијата за проширувањето на палетата на вируси постои. Во 9-валентната се вклучени овие вируси што најмногу циркулираат на оваа територија кај нас? Не само кај нас, генерално во Европа, па и пак зборам на светско ниво. Затоа што се тргна со ХПВ 4-валентна Гардасил, за да после тоа едно време тие дискусиите што правиме со другиве вируси сега, пошто има еден куп високоризични, се тргна пак велам со идеја дека врз основа на проценталната застапеност, доминацијата на одредените вируси во карциномите. Меѓутоа, како минуваат студиите, анализите, епидемиолошките студии, тогаш излегува и овие другиве вируси, пошто вие ако имате тенденција да евентуално го супримирате некој од вирусиве 16-18, некако ќе почнат да ви доминираат другиве, условно земено. И се затоа така се води, затоа се зголеми палетата, се зголеми бројот на вируси. Најчесто присутните зборам, не дека другиве ги нема, меѓутоа овие некако доминираат. На каков начин се пренесуваат ХПВ вирусите, гениталните ХПВ? Знаеме дека сексуалниот пат е основниот, но може ли на некласичен сексуален контакт да се пренесат? Да речеме преку плунката, од устата? Од телесни течности не, поретко. Орално? Не, директен контакт треба да има. Значи мора да има контакт. Значи контакт. Сега тука е сексуален однос, било каков skin to skin контакт, сега да го кажат, значи и различните типови на сексуални односи. Значи не само класичен сексуален однос, него имате и приорален, анален секс и така натака. Значи сакам да кажам дека сите тие форми, типови, значи постои пренесување, трансмисија на ХПВ вирусот, може например дури и ако имате непенетрантен однос, значи допир со рака, пренесување например и на тој начин може. Значи преку допир? Да, затоа кажам skin to skin контакт. Во секој случај, оние тенденција типот добро ако се користат, не знам, пешкир заедно користење истиот,
многу поретка е таа форма начин на трансмисија, меѓутоа сепак директно треба да има директен контакт помеѓу може ли да се добие партнерите. користејќи тоалет? Не. Во базени? Не. Треба да има буквално значи директен контакт помеѓу партнери. Или не знам, евентуално ако не се водат хигиенски мерки, постапки при користење на различни, да речеме, сексуални справи, направи и така натаму. Значи сите такви форми каде што има некаква, ама сакам да кажам, директна трансмисија во дадениот момент, или директен контакт и со пренесување. Значи сексуалниот контакт е сексуалниот основниот доминантно начин дефинитивно за пренесување пренесување на овие вируси. Да. Може Така ли едно лице истовремено да биде инфицирано со повеќе ХПВ вируси? Може. Да. И тоа го доста често го сретнуваме. Значи да во бидат популацијата. изолирани неколку типови типа на вируси, и високоризични и комбинација високо со нискоризични вируси, можно е. И сега не секој што ќе се инфицира со ХПВ вирус ќе добие промени, предмалигни или пак малигни промени. Апсолутно, Што да. значи како ќе се развива ситуацијата? Значи, констатацијата е точна. Значи, не секој кој што ќе дојде во контакт со вирусот, дека значи автоматски болест. Не, тоа не значи автоматски болест. Затоа што во добар процент, значи постои клиренс, значи исчистување организмот, самиот го елиминира вирусот, често пати дури не ни се свесни дека дошле во контакт со вирусот. Интересно е да се напомене дека сите, буквално на земјинава кугла, сите ние луѓето во некој момент од нашиот живот ќе дојдеме сакале ние или не во контакт со вирус. Не може да избегаме тоа. Работата е колку е организмот спремен и способен едноставно да се спротистави на да го контролира вирусот. Па да го имунолошкиот систем, значи тоа е тоа. Секако тука се спомна здрави навики, одредени ризик фактори кои што го зголемуваат ризикот од евентуално инфекција, односно да стане таа инфекција перзистентна, хронична инфекција. Таа популациона група на луѓе, овдека едно време главното беше насочено кон женската популација, кога зборуваме пак велам од аспект на преканцерозни лезии на грлото на матката и карцином на грлото на матката, нели во тие дискусии, епидемиолошки студии, статистики и така натака, дека дури до 80% од пациентите кои што ќе се инфицираат со ХПВ вирусот, практично ќе имаат клиренс и ќе биде елиминиран, само елиминирање. Е таа некоја група од 20% каде што инфекцијата ќе стане хронична, ќе практично се во ризик да развијат преканцерозни лезии или евентуално потенцијални карцином на грлото на матката. И сега сето ова прекопирајте го за сите останати, преку ќе продискутираме што све друго може да направи. Обича колку време е потребно за организмот самиот да се справи со оваа состојба и да го елиминира вирусот? Па во принцип 1 до 2 години. Во некои статистики и анализи прават дека во ситуација на детекција на ХПВ вирус постоечка, примо инфекција да речеме условно земено, дека на организмот му потребно некаде 1 до 2 години за да направи клиренс, елиминација на вирусот. Под услов да не се направи некаква белја, промена. Стои фактот дека еднаш кога ќе дојде во контакт со вирусот, ќе се научи организмот или имунитетот дека дошол во контакт со дадениот вирус. Меѓутоа, на пример, интересно тука се анализи во поглед на пример за машката популација, ризикот од реинфекција колку кратно се зголемува во наредни години од потенцијална реинфекција со истиот вирус, дури 20 кратно. На пример со ХПВ тип 16. Станува збор за клиренс, потенцијален ризик за реинфекција. Или евентуално да практично вие имате или повторување на инфекција, зависно се од бројот на партнерите, истиот партнер, други партнери, промена на партнери, или така речени скриени инфекции. Пошто многу пати пациентки кога дискутираме. Детектираме вирус, добро, окей, после некое време се прават им се советува на пациентките на лајфстайл промени, како да го елиминираме вирусот, сме го детектирале, нема клеточни промени предизвикан. И по некој време ќе дојде, ќе добиеме ХПВ негативен. Таа добро имаме потенцијален клиренс. Ќе помине некој време, повторно ќе се појави вирусот. И сега пациентка, добро докторе, како е сега, може да се изчистиме од каде сега. Значи, вака веднаш да појаснам. И тоа обично кога дискутираме на пациентките, пробувам да им го објаснам. Или се работи за реинфекција, и оние тука одма имаат гард. Ама не, јас не знам, не сум имала односи толку време или не знам, апсолутно заштитени, нема шанси да е реинфекција, зошто сега, како се. Значи, вирусот има тенденција меѓу другото и да се скрие. Посебно конкретно кога зборуваме за анатомија на грлото на матката, тоа често се дискутира. Значи, во самата анатомска структура на грлото на матката има така речени крипти, места каде што често пати може да се зацкри вирусот.
дури и, например, кај пациентки кои што ќе направиме оперативен зафат, конизација, лец или било каква интервенција со преканцероза, па ќе го отстраниме, па се е во здраво, ние не може да ги утепаме вирусите. Ама, во тие такви речени, како да кажам, крипти, скриени места на анатомските тие структури, кои длабнатини, посебно значи, во жлездениот епител, знаат вирусите да се повлечат и да бидат условно земено заспани. Колку време? Никој не знае. Може со години, со децени? Со децени може да не, ама може да се деси месеци, па и години. И се година да се повторно реактивира истиот вирус. Сакам да кажам дека сега тоа некога не знам колку им е сватливо, сакам да кажам на пациентки кога дискутираме дека такво нешто постои, може. Значи да се повлечат и да се појави повторно истиот вирус. Значи не да стане збор дека пошто знаете веднаш ставаат гард, веднаш ги преиспитуваат и односите со партнерот или исплашени заради претходната ситуација, не често пат доаѓаат доктор, не знам со ја не сум имала однос и така натака, исплашени од потенцијалниот ризик кој што им следи. Ама мора ова тоа да го знаат. Затоа велам, еднаш стекната инфекција, нели, тоа имаме природен клинец, тоа го знаеме според анализи, но има и вакви состојби ситуации. Тоа треба да го знаат за да не биде ситуацијата да се себе обвинуваат или да обвинуваат некој или сега или не знам, методата погрешна, кој знае што ми направиле, не ми детектирале. Не е така, значи нема 1-1-2, сакам да кажам во медицината. Така да ова е така интересна тема и се дискутира генерално и се пробува да се објасни на пациентите како стои ситуацијата со ХПВ вирусот. Барем во тој дел. Кај жените како што се јавува хронична инфекција со ХПВ, колку време треба да помине за да се развијат малигни промени? Дали се тоа месеци, години? Да, знаете како вака сега тоа и таа бројка некако постои тенденција да се менува. Некако по последен период се има тенденција тие вируси некако стануваат поагресивни. Ова беше и констатација на минато годишниот еден конгрес во Порто, содржан на Евроджин. Тоа е конгрес кој што е специјално наменет за ХПВ и ХПВ инфекции и ХПВ асоцирани болести. Каде што, не знам, ако се велеше дека, не знам, 10 години и повеќе може би треба од реинфекција па да дојде до, односно до примарна инфекција па да се развие карцином, некако тој временски интервал се стеснува веќе. Така да практично имате ситуации каде што во многу покус временски период може да се деси да примарни, посебно со високоризичните ХПВ вируси, 16-18, некако тој временски период се скусува од аспект на појава на карциномот, односно, на инфекција со ХПВ-то, па до преканцерозни лезии. Дали се работи некако за меѓу другото промени кои што се и во начинот на функционирање живење. Значи се од сите повеќе, значи мултифакториелна може да е причината. Па и самата примена некако размислувањето да сега имаме ХПВ вакцина па пробуваме да го елиминираме условно земено вирусот, да го бркаме, што се вика некој начин, па стимулацијата на имунитетот. Има некаква промена, дефинитивно, така да тој временски интервал се скратува, се намалува. Тоа и во секојдневната пракса, не знам, еве условно земено и млади девојки по на 23-4-5 годишна возраст да ги детектирате веќе со преканцерозни лезии од типот на карцинома ин ситу, и она ви кажува, докторе, пред 2 години има прв сексуален однос, пред 3 години. Разбирате, а веќе доаѓаме до ситуација да детектираме нулти стадиум на преканцерозна лезија, карцинома ин ситу. Ова се реални примери, сакам да кажам, искуство од работи. Сега големите статистички студии, потребни се анализи, се уште стои фактот дека треба години. Токму тоа дава она што го зборуваме цело време, доволно временски интервал, простор за да може да се детектира. Да се фати. Скринингот. Значи тоа е приказка и тоа е алудирањето цело време дека станува збор за најпревентибилен карцином, конкретно карцином на грло на матка како еден од главните доминантни карциноми што е ХПВ асоциран. Кој спаѓа во ризичната група? Спаѓаат сите, но дали се тоа младите или пак повозрастните жени? Кои имаат поголема шанса да развијат карцином? Вака сега, значи... Од ХПВ. Еви и за мажите истото прашање, бидејќи... Значи, и кај нив се буваат карциноми поврзани со ХПВ. Кои биле како ризик фактори? Значи, прво, раната возраст на почување на сексуална активност, под 18 годишна возраст. Тогаш во суштина, посебно ако се работи за незаштитени односи, бројот на партнери сексуални, значи влие посебно, партнери за кои што може би имате сознание или немате сознание,
колку па он имал партнерки, ако правиме за женска популација, или обратно, машки партнер со женски партнер, колку претходно имал сексуални активности, односи и така натака, или можноста да се стекне со ХПВ инфекција. Пушењето цигари еден од главните ризик фактори. Значи, сакам да кажам, сето тоа кога ќе го ставите на купче, возрастната популација која што дефинитивно каде што доаѓа до инфекција, првичните инфекции, е младата популација. Затоа и ХПВ вакцинацијата се алудира да се даде пред да почнат со сексуални односи, сексуални активности, да довозможи доволно временски интервал организмот да развие имун одговор за да може да го заштити организмот од потенцијална инфекција со ХПВ. Што значи дека ако така гледате инциденцата на ХПВ инфекцијата најголема кај младата популација. Значи тоа на све што е над 20, 22, 3 до кај 30 годишна возраст. Веќе после тоа почнува да расте инциденцата на преканцерозни лезии, за да некаде потака веќе доаѓа до инциденцата на карциноми. Значи тоа е веќе над 40, 43-4 годишна, па случаи преку 55-60 годишна возраст. Значи тие скалила, повторно тоа врзано значи со циклусот на развој на болеста, значи од ХПВ инфекција преку преканцерозни лезии до карцином. И затоа е практично тука се алудира на таа возрастна популација која што е во групата на скринирање, да на времено се фати. Сега веќе се дискутира за ХПВ базиран скрининг. ПАП тестот полека ма сигурно оди во минатото. Тоа е тенденцијата и во нашава држава. Ние се уште имаме ПАП базиран скрининг. Се уште. И еве во комисијава за рана превенција и детекција сум таму член бев и председател претходно и еве сега цело време сите колеги кои што го работиме тоа секојдневно со години е алудирањето до државните власти, они кои што практично ја развиваат и политиката во тој правец и скрининг програмите, министерството, фондот на здравствено осигурување, секако треба да се обезбедат средства. Сите се спремни, вољни се, пошто статистиката, студиите, искуствата од државите во светот го кажуваат тоа. Потребна е ХПВ типизација. ХПВ да се прави ХПВ базиран скрининг. ХПВ типизација самата персе не има посебни, тоа има разлика што е ХПВ типизација и што е било ХПВ скрининг. На поглед на тестовите и начинот на кој што вие го детектирате ХПВ, односно селектирате популација која што ви во таа да ја скринирање, вие правите просејување за да добиете популација да ги фатите. Сушно се зема бриз со кој што се одредува присуство на ХПВ вирус. Ние ги таргетираме повторно ХПВ високоризичните. Тие се тие кои што го даваат зголемениот ризик од појава на преканцерозни лезии и карцином на грло на матка кога зборуваме за. Значи ЦИН1, ЦИН2, ЦИН3 и потоа карцином. Но не ХПВ вирусите, високоризичните ХПВ вируси не предизвикуваат само рак на грлото на матката, дуку и цела низа на други малигни заболувања. Така е. Значи тоа веќе тоа во овие дискусии карцином на презентации вулвата, карцином на вагината, на анусот, уста, грло, орофарингеален карцином, пенис. така е. Значи на вистина веќе тоа се 7 повеќе можеби типови на други карциноми. Но колку се тие чести? Поретки се во однос да речеме на цервикалниот карцином. Се уште доминантен карцином ХПВ асоциран е цервикалниот карцином. Вие пазично имате преку 600.000 години на светско ниво. 600.000 нови случаи, 640.000 нови случаи на цервикален карцином глобално. Преку 300.000, 320.000 имате смртни последици од цервикален карцином. За жал, тие бројки главно се доминантно во земји во развој и неразвиени земји. Како е кај нас? Кај нас се уште се бориме да ја бутнеме таа инциденца на цервикалниот карцином. Значи, кај нас бројките се за жал се уште високи според последните анализи на цервикален карцином. Некаде се работи за 17 до 20, можеби значи на 100.000 жени. Ова е прочистена статистика. Се бориме, верувајте, значи сериозно. Добрата работа е се што можам директно од искуството во секојдневната работа на гинеколошка акушерската клиника. Според бројот на направените интервенции, зборам хируршки зафати, во поглед на цервикална патологија, ако може да се каже добрата работа, условно земено, тоа што ни расте бројот низ годините наназад, последните 10 години, пошто водам таа статистика и како шеф на операциони сали по број на интервенции направени, што ги реферирам секоја година, значи расте бројот на интервенции поврзани со преканцерозни лезии, што е добро. Тоа значи дека ги детектираме, ги фаќаме. И таа бројка
расте. Бројот на оперативни зафати, зборам за сега радикални операции кои што се врзани со цервикалната патологија, радикални хистеректомии, таа бројка некако низ годините стои. Обола од 30 до 40 такви оперативни зафати, зборам за ГАК. Сега, ако ги земете и другиве болници каде што се оперираат интервенција, таа бројка е нешто поголема, меѓутоа од прилика тука ни се движи таа бројка. Но за жал има една друга група на пациентки кои што не се за операција, а ги детектираме при рутинските прегледи кои што доаѓаат по презентација на онколошки конзилиум, кои што за жал се во иноперабилен стадиум, односно стадиуми каде што оперативниот зафат повеќе штета би нанело отколку корист. Таа е она група што оди директно на радиотерапија, односно радиохемотерапија. И таа бројка не е мала. Значи, сакам да кажам дека се уште се бориме со таа бројка да ја бутнеме. Еве, ако нешто значи, пак ве што кажам, ги детектираме, успеваме да ги фатиме навремено. Имаше баш овој мој драг пријател и колега, директорот на онкологија, па мислам ланската година, ако не лавно, излезе со една бројка дека бројот на карциноми на грло на матка, на онкологија, ново примени, дека е намалена во однос на претходните години. И тоа беше као за од аспект на како хирург. Океј, за некои бројки наши некако не се поклопуваат. Меѓутоа, веројатно, има некоја... Знаете како, тука може да дискутираме и на нешто што е надвор, да речеме, еве од директно од медицината. Иселувањето на народ. Популацијата. И тоа влијае. Затоа што, пазите, млади луѓе се, кои што заминуваат. Значи, и тоа има некакво влијание во тие некакви промени на бројките, соодносите и така натака. Меѓутоа, како и да е, се уште се бориме да го бутнеме тој карцином. Еве, вклучително и борбата за да се подобри опфатноста и со скринингот, да се има тенденција на подобрување, некако веројатно и свеста, зборувањето, алудирањето, да, се зголемува низ годиниве и бројот на пациентки кои што еве можете и да се само пријават сега со тоа платформата screening.m, кој што 2021-2022 ја воведовме тогаш, за да можете самите да се пријават. Па и алудирањето до матичните гинеколози да ги повикуваат, начинот на кој што можат да се пријават пациентките, има тенденција на раст на бројот на пациентки кои што се пријавуваат за да бидат скринирани условно земено. Тоа е добра тенденција. Меѓутоа секако апсолутно треба многу уште да се работи. Пред да преминеме на деталите за скринингот, ве прашала кои промени ги предизвикуваат високоризичните ХПВ вируси кај мажите, што е најчесто? Сега кај овие карциноми, пошто ги спомнавме да малце се трнеме од цервикалниот карцином, има една интересна тенденција, за точни статистики кај нас немам, но она што е светската тенденција, сигурно такво и кај нас, што е многу интересно, посебно со американски држави, ако земете на второ место словоземено од ХПВ асоцирани карциноми е орофарингеалниот карцином. Уста и грло. Уста, грло, малце пошироко, затоа што тие орофарингеален карцином спаѓаат во група на поширока група карциноми на глава и врат. Така се категоризираат. Тука подразбира карцином доминантно на фарингс, грло, нели, ларингс, уста, шуплина. Значи, сите делови се опфатени со потенцијални процентуална застапеност различна, доминира на орофарингеалната слузница. Конкретно, една интересна статистика излегува во Соединетите американски држави, значи направи ретроспективна студија, ова мислам дека 2021-2022, ако не се лажам, од 1999 година направија анализа затоа што приметија дека некако постои тенденција, однесум се појавуваат расте бројот на орофарингеални карциноми, тоа главно кај машката популација. За да сега веќе некаде од кај 2010-2011 година има едно прекршување. Во ако ги земете вака кривите графички да ги видите, ако да речеме низ годините наназад доминантен ХПВ асоциран карцином бил цервикалниот карцином во Америка, од 2010 година постои тенденција да се паѓа, намалува инциденцијата на цервикален карцином, расте инциденцијата на орофарингеален карцином. И во моментот во Соединетите американски држави е доминантен ХПВ асоциран карцином. Орофарингеален, не цервикален. Да, секако дека тука огромно влијание има добрите скрининг програми, големата опфатност со ХПВ вакцината да доведува да паѓа инциденцијата на цервикален карцином, ама расте другава инциденција на орофарингеален карцином. Сакам да кажам дека постои тука тој шифт, промена, значи во инциденцијата на еден од ХПВ асоцираните карциноми. Генерално земено таа тенденција некако се почесто и почесто се детектираат како директни предизвикувачи, че преку, не знам, 60% или повеќе од орофарингеални карциноми се ХПВ асоцирани.
И се тука доаѓаат после тоа на друго место, значи аналниот карцином, кој што е доминантен кај женска и кај машка популација. Интересно е статистиките што се правени на големи популациони, нали, студии, дека аналниот карцином на пример е ХПВ асоциран, доминантен е кај женска популација односно на машка популација. Единствената разлика постои машка популација што е ХИВ позитивна. Каде што има пад на имунитетот. Men having sex with men. Значи таа популација тука постои шифт на бројот, инциденцата на тој тип на карцином. Карциномот на пенис е во поредките типови на карциноми, меѓутоа и таму преку 40% и повеќе од карциномите на пенис ХПВ асоцирани. Значи ги имате сите овие бројки кои што ви даваат на крај на респектибилна бројка од преку 750, не знам, 800.000 типови на карциноми ХПВ асоцирани. Тоа е отприлика 4,5% од сите типови на карциноми на светско ниво. Отпаѓаат на ХПВ асоцирани карциноми. Ако на тоа ги додадеме карциноми предизвикани од други различни вируси, вирусни патологии и така натака, знаете како се доаѓа до нека бројка 20, околу 20 и повеќе 25% од сите карциноми, се вкупно ако ги земете, отпаѓаат на вирусна патологија, предизвикани од различни типови на вируси, меѓу кои ХПВ вирус. Значи вирусите се во директна корелација со во конкретниот случај да правиме муабет за ХПВ, јасна приказка, тоа е во таа онкогена група, па не знам, хепатит Б, хепатит С, за карцином на хепар на црн дроб. Епштейн-Баров вирус исто давна познат за Буркитов лимфоми, други типови на лимфоми, така натаму. Значи имате мононуклеоза што предизвика така. Не, мононуклеозата друго стете, Епштейн-Баров вирус друга приказка. Не. Сакам да кажам, нели, па бактерии, ако ако веќе почнеме за инфективни агенси. Бактериите може да доведат до такви промени. Карцином на желудник. Доминантно, значи хеликобактер пилои. Така да сакам да кажам дека бактериските и вирусните доминантно имаат голем импакт во појавата на одредени типови на карциноми во светската популација генерално. Ќе ги вклучиме гледачите. Од овој момент, почитувани, емисијата е контактна. Професор доктор Игор Ауловски е гостин во студиото на Телма. Тој ќе ги даде појаснувањата на сите ваши дилеми кои што ве мачат, а се поврзани со ХПВ вирусите и малигните заболувања. Ние одиме понатаму, како точно се диагностицира дали тој карцином што е пронеден е поврзан со ХПВ или пак не. Значи бриз или пак се прави некаква анализа на ткивото, како изгледа целиот процес? Така. Значи она што е конкретно се зборам за она што јас го работам, значи од аспект на цервикален карцином или евентуално ако се забележат промени кои што се на карцином на вула, карцином на вагина. Значи ако го гледате како промена јасна, која што ви изгледа, значи визуелно дека имате промена што е јасно алудира дека се работи за карцином, постојано може да дојде пациентка прв пат на преглед, не идела со години, нешто и се случило и доаѓа на гинеколог и ќе прашате добро господи, кога бевте последен пат на преглед? Пред 20 години. Не била ни на скрининг, не била ништо. А има ли потреба да прават скрининг за ХПВ со ПАП тест? Жените кои што долго време немале сексуални односи или пак се долго време со еден ист партнер, така да. Тоа се најчестите прашања што ги поставуваат. Да. Не сите исклучени. Она пак велам, значи вие имате ситуација, може би тој имала односи, окей, нема подолго временски период, а што ако имате некако ХП вирус кој што е леков заспан, дорментен, негде скрија? Значи редовно потребно, без разлика на возраста. Она група возрастна популација која што спаѓа во групите за скрининг, апсолутно нека го почитува тоа. Нема тука, не сакам алудирам значи до свеста на нема потреба да се плашат, нема потреба, не е ништо страшно. Сакам да кажам станува збор за најпревентибилен карцином. Бидејќи размислувањето е немам проблем, спаси живот. Немам проблем, не одам на гинеколог, да. Ама тоа се не е само за гинеколошки проблеми, генерално правиме мовите за други здравствени проблеми. Имате цела скрининг програма не само за карцином на грлова матка, карцином на дојка, што е доминантен карцином во женска популација. Исто, имате цела скрининг програма која што алудира треба жените да идат на редовен скрининг. Карцином не знам за колоректален например, исто така. Значи, сакам да кажам, тоа едноставно се државни политики кои што е државата превзема и тоа кај нас се воведени, постојат програми, еве кои до државата. И сега да видиме со народов. Да, она што треба да го прави
државата е да внесе секако, ние секогаш се бориме за што повеќе средства, за тоа што сите пари дадени во превентивни програми ќе намали пари трошени на малку посериозни на лекување, што се многу поголеми трошоци. Разбирате? Така да превенцијата е клучна. Апсолутно. Секогаш и за се. Имаме гледачи, да, имаме гледачи, ќе им дадеме предност, па потоа ќе продолжиме понатаму со разговорот. Добар ден. Ало, добар ден. Во програма сте, повелете. Ви благодарам. Моето прашање не е поврзано со ХП инфекција, меѓутоа е сепак со рак. Сакам да го прашам лекарот, дали може ендометриозата, пошто така е во сите современи земји на запад, дали може да се рачуна како еден специфичен вид на тумор, односно на канцер, и до кога гинеколозите во Македонија планират сите млади, релативно и повозрастни, но 40 годишни жени, кои одат на преглед, кај кои се наоѓаат чоколадни цисти, а не се обрнува внимание дали ендометриозата има поголем замак од чоколадна циста, да се упатуваат во специјални центри за ендометриоза, како во Запад. И до кога планираат да им даваат совети, најдобро е да останете бремена. Па се извинете вака, ама на еден јајник кој залепен со матка, во кој има многу лези, запатените црева, бешики и така натаму, која жена, односно која матка е спремна да прими бебе? Како то бебе да се зачи? И што доколку станува збор за многу млада особа, например 22-23 години, која се уште студира, планира кариера, ете и да остани бремена. Колку треба да ги роди и дали покрај процесот на раѓање едно 6-7, одма да ја пикнеме во менопауза, за да нема проблеми со ендометриоза. Ви благодарам многу. Така, ви благодарам за вклучувањето во програма. Професоре, оваа тема заслужува една цела емисија. Се согласувам, без дискусија, но секако да одговорам на пациентката, на гледачката. Значи да, ендометриозата е сосема посебен проблем и она што го спомна, да, точно е, во светот постојат центри кои се занимаваат исклучиво само со третман на ендометриоза, посебно на сериозни, значи напреднати стадиуми на ендометриоза. Затоа што и таму има стадиуми, степени на ендометриоза, зависно од тоа колку е проширена, зафатена и така натаму и така натаму. Таков центар во Македонија не постои специјален, но не дека не се третираат ендометриози, не знам, сега јас дали се оградувам од тоа околу дискусијата зошто ги праќа и кој ги праќа, меѓутоа ние на нашата клиника конкретно третираме такви посериозни типови на ендометриоза, таму каде што може хируршки да се третира и лечи. Не секогаш. Околу тоа, дали само дека се праќа со ендометриоми на јаниците пациентки, па не верувам, затоа што повторно велам. Посебно кога стана збор за млади пациентки, она што го спомна сега, ќе се вадат и им се кажува на пациентките, да, ајде сега ти остани бремена. Тоа се спомнува од една проста работа, вака сега. Ја разбирам, сваќам, значи млади пациентки се најчесто се млади, кои што сакаат кариера и така натака, меѓутоа ја има таа, не знам како да кажам сега, потенцијал, основа, генска, како сакате каже, инфламаторна локална реакција и како сакате наречете ендометриозата, значи не е малигна болест, прво, но има малиген потенцијал. Потенцијал, сакам да кажам дека во одреден процент на состојбите во ендометриозата може да се крие и малигна алтерација, и тоа е факт. Но ако ги земете најновите класификации, статистики и кога треба да се третира ендометриозата, апсолутно не е секоја ендометриоза ајде одма да се хируршки третира. Не е така. Затоа што има и затоа состојби, тоа јасно прецизни класификации, каде што кога и како и кога вреди да вие хируршки третирате или да имате и конзервативен третман кај дадената пациентка. Кажувањето на пациентката да по можност остане бремена е од една проста причина. Прво, да оствари репродукција. Кога е најпогодниот период и интервал за раѓање. Работа број 2. Факт е дека бременоста е состојба кога ендометриозата се суши, народски кажано. Затоа што кога јајниците не се активни, ендометриозата не може да расте. Не може да... И имате ситуации и состојби на пациентки кои што остварена бременост, имале ендометриоза, по 3-4 години остануваат мирни. Меѓутоа реактивацијата на јајниците, да, ќе предизвика да повторно да се повторно реактивира ендометриозата. И тоа е факт. Значи ендометриозата ќе сопре со растење или развој во моментот кога пациентката ќе влезе во менопауза.
И сега вие имаме ние модалитети и третмани со кои што ние пациентите може да ги внесеме во така наречена условно не да се направи хемиска кастрација, кај што може да ги ставиме во умирување јаниците или припишуваме некои типови на хормонски препарати кои што горе доле ја стабилизираат и ја држат ендометриозата под контрола. Имаме апсолутно и одлични примери и искуства со пациентки со ендометриоза кои што ја оствариле бременности, па и втори бременности, кои што се задоволни. Да, за жал имаме ситуации каде што ние мора да ги третираме и повторно хирушки и хирушки, затоа што не може до безвест да се остави да расте таа ендометриоза. Свесен сум дека, значи, да, има пациентки кои што се дешава поради големината на ендометриозата или расширеноста на болеста да изгуби јајник, да бидат практично хирушки отстранет, затоа што едноставно нема што да се спаси. И тоа стои. Но стои и фактот дека им се препорачува на пациентите ако не се решени сега да раѓаат, имаат можност да замрзнат яйцеклетки, па во некој друг временски период да остварат својата репродукција. Значи, репродуктивната медицина е сериозно значи е сериозно развиена гранка. Значи постојат можности апсолутно. Ајде да ги слушаме прашањата на останатите гледачи. Добар ден. Добар ден. Повелете. Се слушаме? Одлично Да, ве добар ден. слушаме. Повелете. Вака, имам прашање до докторот во однос на задолжителноста на ХПВ вакцините за деца со наполнети 12 години. Од годинава стана задолжителна и за машките Така е. со Така. наполнети 12 години, па ме интересира кој е мислењето на докторот во однос на квалитетот на вакцината која што ја примаат, на неопходноста и на задолжителноста на вакцината. Особено за машките ме интересира. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Токму тоа беше следното Да, прашање значи, предвидено во прашање на денешната место, да, емисија. апсолутно. Одлично прашање, повелете. Така е. Значи вака. Апсолутно сум за вакцинација. И секој што тоа го стимулира. И на Тука моите девојчиња, деца, значи и да, и момчиња. момчиња и девојчиња. Значи вака сега да се разбереме. Прв пат во историјата условно земје на човештвото имате вакцина која што развива имунитет за заштита од развој на карцином, потенцијално сериозна животна загрозувачка болест. Тоа е прва работа. Работа број 2 околу задолжителноста. Значи, ние сме меѓу првите земји, прва ако не, и на Балканот кој што ја воведовме вакцинацијата во редовен календар за вакцинација. Другите после нас следат еве од XU просториите. Србија мислам пред година-две ја стави во календар за вакцинација. Таму беше оставено кој како сака и што сака да се препорачано. Кај нас е ставена во редовен календар за вакцинација, да, точно, прво беше само за девојчињата, 12, дури се дискутираше, дајте во светски рамки во Европа и во светот е од 9 годишна возраст имате земји, каде што и кај нас беше тоа првично, кој таа е препораката, но заради реакцијата на родителите, многу се мали, што е сега ова, пак што се може да предизвика вакцината, се помести таа граница 12 годишна возраст, за да од ланската год 2024 со законската измена веќе се вакцинираат и станува задолжителна според календар за вакцинација и за момчињата. Но повторно, еве државата има разбирање, како да кажам, условно земено, да секако родителите треба да дадат мнение и мислење за тоа дали треба да се вакцинира. Сега затоа се помести границата за вакцинација, односно според новите измени во законот за вакцинација, ХПВ вакцината на Гардасил 9 практично е бесплатна или може да се вакцинираат и до 18, односно 19 годишна возраст. Значи и полнолетни, кога веќе самите носат одлука дали ќе се вакцинираат или не. Значи пожелно да се вакцинираат дури ако веќе дошле во контакт со вирусот? Да. Тука нема ограничувања. Да, дошле во контакт со вирусот, меѓутоа, речем дошле со контакт со ХПВ-16 и се другиве вируси. Значи сакам да кажам дека апсолутно нуди заштита. Квалитетни се вакцините, да немате апсолутно никакво сомнение во тоа дека дека нешто е проблем со квалитетот на вакцината или има некакви состојки во вакцината, па да се шират муабети од типот ќе предизвикало аутизам или ќе предизвикало стерилитет или не знам ти што ќе предизвика, мислам апсолутно нема основа за такво нешто, за такво размислување. Значи апсолутно треба да се вакцинираат. На крајот на денот е вака една во тие дискусии кога разговараме од стравот кај населението, кај луѓето, кај родителите, нешто дека ќе се случи со девојчињава. Еве сега и со кај момчињата. Опфатноста во нашата држава, за жал, е околу 50%. Значи не може да мрднеме од таа бројка од 50% опфатност со ХПВ вакцинацијата. За да вие постигнете така наречено имунитет на крдо, на стадо. на стадо,
Значи треба да имате преку 80%, односно препрашено над 90% од популацијата што ви е за вакцинација да биде опфатена со вакцината. Тоа се препораките на Светска здравствена организација, на сите релевантни институции во светот. Сега грижата дали нешто ќе се случи, па е во таа бројка од 50% опфатност, значи ви имате една сериозна бројка на млади девојчиња кои што веќе се вакцинирале. Со години правам муабет назад. 10 години. Наша држава каква што е, таква каква што е, ако имаше нешто и еден случај да се појавеше со проблем после ХПВ вакцинацијата, мислам дека до сега медиумите веројатно ќе беа вака поприлично ангажирани. Еве ако ништо друго, еве тоа нека вака послужи да се вака прашаат самите себе родителите, еве во таа бројка на девојчиња што биле вакцинирани низ годините наназад, со години се веќе поминати, дали имате разбрано слушнато во вашето мало, не е битно некаде на телевизија некој да излезе да каже дека имал било каков проблем со ХПВ вакцината? Нема. Значи сакам да кажам дека едноставно не знам стварно сите светски анализи, сите светски студии сакате на огромни порам на милионски популации, не правам муабет за 10 души, милионски популации студии околу ефектоста, ефективноста и постигнатите резултати со ХПВ вакцинацијата се огромни. Бенефити изборуваме за намалување на Австралија пак ја зборам. Секогаш ќе земам за пример во Австралија, последно сега и Финска. Значи, они до 2030 година, 29, ќе прогласат ерадикација на цервикален карцином. Нема да имаат цервикален карцином во државите. А и тоа вика што ќе дојде, ќе биде веројатно некој емигрант, кој што немало скрининг или не бил вакциниран. И сега, ако не ви е тоа доволно податок и бројка, не знам сега како повеќе да кажам. Така да апсолутно да немате никаква секирација околу вакцинацијата. Апсолутно. Зошто машките? Со втор дел од прашањето, се извинувам. Има уште да гледат уште малку време, да. Ајде, и за машките, затоа што веќе се јави гледачката, накратко појасни. Значи, зошто машките? Повторно се постигне крдо. Вие затоа што вака со женските вакцинирате само еден дел од одговорниот условно земено за целата приказка. Мора да се вакцинира и другиот дел, ајде така да кажем, оној што, пошто тоа се сексуални партнери генерално земено, ама не само тоа. Значи, сакам да кажам, вие со тоа зголемате опфатноста комплетно и на крајот на денот, зошто да ги лишите машките од тоа да бидат заштитени? Кога знаете дека има група на карциноми кои што се и кај машките присутни. Апсолутно. Ајде да го слушаме прашањето и на следниот гледач. Добар ден. Се исклучил. Се извинувам. Моето последно прашање сосема накратко. Дали постои можност некои од агресивните соеви кои што не се фатени со вакцината со текот на времето да се прошират и исто така да доведат до малигнитети и до промени? Знаете како секој што и ризик постои, не може да го исклучиме дефинитивно како таков. А затоа и со вакцината се опфатени пак овие доминантните вируси кои што ги детектираме во преканцерозни лезии, во карциномот на грлото на матката, за да практично ја проширите таа палета и заштита, да понудите имун одговор соодветен доколку дојде организмот во контакт. Повторно велам, тоа се на големи студии и статистики. Секако перспективно гледано, пошто таа бројка на високоризични вируси е многу голема. И сега и тука имате една вирулентност, односно агресивност на вирусот. Тоа може да го детектирате во вирусниот лоуд, колка е концентрацијата на вириони практично во организмот. Сите тие фактори може да влијаат во проценката на тоа дали ќе се прошири, дали не. Пошто низ годините наназад се увиде дека има потреба да се проширува бројот на ХПВ вируси кои ќе бидат опфатени со вакцината, новата вакцина. Така да... Професори, сосема накратко, дали воведувањето на вакцината може да го намали значењето, важноста на пап тестовите и на ХПВ типизацијата? Добро, тоа е тенденцијата. Да на крај ние како што викам Австралија, да имаме ерадикација, да заборавиме дека постоел цервикален карцином по случај кај жената, иако таа борба ќе биде долга, верувам. Значи секако. Така, значи недовербата кон вакцината треба да се надмине. Ама апсолутно, тоа го зборуваме цело време, дека треба да се допре до младата популација, ама и да се допре до родителите. Сметам дека не антивакцерското движење толку масовно кај нас присутно, него едноставно неинформираноста доволна. Некако треба да се допре до луѓето, да им се објасни што тоа значи, што е бенефитот, што е користа, да се дискутира и разговара лекарите, матичните доктори, педијатрите. А што е со возрастните, кои што често пати ве развиваат
некакви инфекции со ХПВ, ЦИН-1, ЦИН-2, дали ке ни би помогнала вакцината? Секако. До која возраст може да се прима? Америка Која е е окренала горната 45 граница? годишна возраст. А како е кај нас? Можат Апсолутно, да побараат возрастната вакцини граница да е се- тргната во основа, може да побараат. Сега тука треба да се дискутира помеѓу гинекологот условноземено или матичниот доктор за што е бенефитот колку кафе. Знаете како они кажат, колку што е човекот повозрасен, бенефитот му се намало условноземено секако дошол во контакт со вирусот во текот на неговиот животен век, меѓутоа не е исклучено дека може да приме вакцината. Ви благодарам многу за вашето денешно Благодарам и на гостување вас. во Телма Амбуланта. Благодарам на вас. Почитувани, ова беше се во денешната емисија. Ви посакувам пријатен ден.